Štipskoto selo Puhče je jedno od najživopisnite sela Volakavički region koje nudi idealni uslovi za razvoj na pčelarstvo, zemjodelstvo i stočarstvo. Tokmu тоа се гранките што ги хранат овдешните жители. Се занимаваме претежно со лозарство, имаме наше лозие. Од земјоделие се што може да се роде, се посадеме, лубеница, тиква, се што е најопходно за една фамилија. Гравче, компир, житарица. Со сточарство занимавам. Имаше 130 овци, сега од лани умреа од болката па 30. Па сега остави нешто, 120 па напред. Со тоа занимавам, друго нема. Пасиште има и редо планината горе, има полето, има пасиште доста. No ono što vo Puhče go nema dovoljno se lugjeto. Vo 6 kuki živeat odva i 20 žitelji. 80 kuki беше тука. Сред село спаѓаме, народ, игранки, музика, се. И плюс и јас свирач беше на времето. Сега за никаде нема. Нема народ. Нема со кој ме да правиме. Само сум, со едно синче и со момчето. Снаа имам до мене. Превоз нема. Продавница нема, ако одиме у градот ќе јадеме, ако не, нема. Животот е тежок. Може би ќе се задржаа младите и сите поради што нема пат и сите испобегаа младина и нема. Сега сите се по градот, те улакаја се, ние се симнаме и чат пата доаѓаме делно тука на работа во Штипи. Така. Денес во Puhče се стигнува по 3 километри долг асфалтен пат, нешто што некогаш беше најголем проблем. Дали ова дава надеж дека животот во селото повторно ќе се врати? Селото има надеж. Сега со овој пат кој беше најголемиот проблем, сега остана уште многу малку. Значи има живот, има надеж за идните генерации. Токму по овој пат пред неколку месеци како млада снаа во Puhče дојде Гюлсаден Демирша, прва по 10 години која на свет го донесе и најмладиот жител на Puhče. Лани март жени сам и ќе останеме, да, треба тука да поубаво тука. Ќе расне, нека расне тука. А надеж даваат инвестициите на општината во Puhče. Направивме некаде околу 3 км асфалтиран пат. Не преостанува да завршиме уште 1,5 километар. Пат и мост преку река Лакавица, за да го поврзаме и село Степанци. Може би ќе треба да направиме и водопоила овде. Со изградбата на магистралниот канал за наводнување од Мантово према Софилари, делки поминува преку оваа село, ќе се наводнуваат и жедните ниви. Се се имаме надеж. Во моментов во Puhče се одгледуваат околу 10 говеда, над 400 овци и 50 кози. Можности и услови има за многу повеќе. Потребно е само да се вратат луѓето.